Помина речиси 5-16 години како крстарам низ Демихисарскава регија, каде што во изминативе неколку години направив документарни записи за речиси 30 демихисарски села од вкупно 41 село, како и за планинските горостаси Бушева планина, Бигла, Плакенска планина, Илинска планина, Древник планина, секако не изоставајќи ги документарните записи за реката Еригон, многуте археолошки локалитети, меѓу кои античкиот град Бријанион, за 30-тината демихисарски селски соборни цркви и манастири, меѓу кои манастирот Журче и манастирот во селото Слепче, родните села на многуте демихисарски комити војводи, меѓу кои родното село на војводата Јордан Силјанов Пиперката од селото Козица, за елинденската демихисарска коњаница, документарни записи посветени на руралниот демихисарски туризам, чии нераскинлив дел е и екстремниот туризам, да ги надополнам моите досегашни историографски сознанија со нови за ова регија, сето тоа да го преточам во нови документарни записи и вам, почитувани мои, да ви ги пренесам, да останат запаметени во колективната меморија на младите генерации демихисарци, како дел од македонскиот народ, за да не бидат покриени од правда на заборавот. Помина речиси 2-3 месеци откако го направив документарниот запис за етно куќата Гара Ранч во селото Сладуево, со работен наслов Гара Ранч, кога рано из утрината ми задзвони мојот телефон и го слушнав гласот на мојот пријател Гоце Трпчевски, меѓу демихисарци попознат по прекарот Тито, кој ми велеше: "Зоране, стар пријателе, дали знаеш ти што направи со овој документарец што го сними овде во моево Сладуево за етно катчето Гара Ранч, за демихисарскава регија, посебно за руралниот туризам во овој дел на Република Македонија, за да биде трајно поставена светската етно-рурална туристичка мапа? Дали знаеш каков порив пробуди кај мнозина демихисарски ентузијасти, љубители на демихисарската култура, историја, традиционалниот автохтон демихисарски начин на живење, за промовирање на демихисарскиот етнотуризам?" Зоране, стар пријателе, имам еден предлог, а знам дека ќе го припатиш, знаејќи дека тоа ти што го работиш од Бога ти е дарено, да направиш еден документарен серијал за демихисарскиот рурален туризам, вклучувајќи го и екстремниот туризам. Од моја страна, заедно со неколку ентузијасти, пред се од областа на демихисарскиот етнотуризам, на екстремниот туризам, подготвени сме заедно со тебе да го направиме тоа добро. "Што велиш?" ме праша. Слушај вака да ти кажам. Пошто помина речиси 10 години, кога по покана на Сдруженијето на граѓани ОПРОАТ Демир Хисар од градот Демир Хисар, направив документарен запис со работен наслов "Джип турнеја Демир Хисар 2020 година", самиот себе се прашував дали овие демирхисарциве и натаму ја организираат ова туристичка манифестација, така народски да се изразам, како кецна десетка ми дојде да ти кажам дека добро би било да направиме еден документарен нов запис во кој ќе направиме една ретроспектива на овој вид на туризам. Јас ти стојам на располагање, одговори. "Зоране, моје старо пријателче, многу пати велам дека ти си напред пред времето, народски да ми ти кажам со светлосни години. Токму и ти ми падна в раце не како кецна десетка, туку како добитен шпил карти од прва рака. Слушај ваму што ќе ми ти речам на денот на независноста на Република Македонија, на 8 септември ова 2024 господово лето, ќе се одржи овогодишната Екстрем ОПРОАТ Джипијада. Те чекаме да направиш еден документарен запис, онака во твој стил, ми рече. И навистина така и бидна.
За градот Демир Хисар, административниот центар на општина Демир Хисар, тргнав на сам ден на денот на независноста на Република Македонија, на 8 септември, и овој пат со мојот стар пријател и сопатник со мојот џип со камазот, и пред изгресонце стасав во градот Демир Хисар, каде што построени како за утринска војничка смотра и под конец беа наредени за вакви екстремни спортови, посебно припремените стотина џипови и мотоцикли. Добро утро, почитувани мои соселани. Добро утро, Македонијо. Дека е денешниот ден, 8 септември, празникот наш македонски за многу години. Еве продукцијата Марио Филмов да се наоѓа во Демир Хисар, каде што ќе присуствува да направи нов документарен запис од џипијадата Демир Хисарската наречена 2024 година. Џипот тебе го госте Маце да поработи да загре, затоа што денеска ќе одиме по планините и по долините овде во Демир Хисарско. Да се ми здрави и живи! Зоране, да си знаеш, оваа година јас ќе ти бидам личен шофер, со мене ќе бидеш, ќе се возиме со твојот олдтаймер, со камазот, а чест ќе ми биде и ти да си ја пробаш среќата, да видам како умееш да баратиш со рускава машина, а воедно да бидеш и дел од овогодишнава Демир Хисарска џип турнеја, чија овогодишна траса е видно изменета, а пошто ова година ние, така да речам, јубилејна 14-та поред, ќе ја возиме првичната траса од градот Демир Хисар до Рударските копови, која, како и првата, ќе има надпреварувачки завршен карактер. Значи, добре дојавте во Демир Хисар. Како што кажавте, на 12-та поред џип турнеја Демир Хисар 2024 година. Ова нека биде поздрав до сите љубители на офроуд турите, до сите учесници. Значи, џип турнеја представува бренд за Демир Хисар и пошироко. Почетоците на џип турнеја почнаа многу спонтано. Некаде околу 2011 година бевме поканети како гости во една џип турнеја во Мариово, што организира членовите од Битолскиот офроуд клуб. И нас ни се виде така интересна работа, а познавајќи ги терените во Демир Хисар, значи Демир Хисар е риско-планински предел, каде што изобилува со убавина. И јас како ми дојде идејата, реков, ајде да направиме џип турнеја во Демир Хисар на нашиве простори. Бев многу пријатно изненаден од поддршката што ми ја дадо нашите членови тогашни, што беа со мене во тоа време. И така почна спонтано. Првата година, 2012 година, ајде како штик проба, реков, ќе направиме на џип турнеја, така да видиме како ќе оди работа. Пријатно изненадени, присуство невидено. И така тргна приказна за џип турнеја и еве 12 години поред, значи непрекинато се одржува џип турнеја и, како што кажав, представува бренд за Демир Хисар, препознатлив Демир Хисар по џип турнеја. Присуствувале многу личности, многу моторџи, многу џипџи и очекувам денеска да биде така, а и ќе биде сигурно според најавите. Имаме многу пријавено АТВ моторџи од кросери и се разбира нашите основната работа што е џиповите. Ово да ми кажете, може ли да се присетите на првите членови кои што беа ентузијасти, кои што начело со тебе како прв меѓу еднаквите, рековте дека отпочна џипијадата пред 12 години. Да. Значи, мојата маленкост Гоце Тито Трмчевски, покојниот Тони Марковски Матичот, мојот другар Менде Јолевски, Гоце Цветановски, Алесандар Трајковски, Живко Пејковски и, за жал, сега и тој покојен Доне Дрмоновски Дрмонов. Ова сега да ми кажете, за овие 12 години, кои се маршрути џипијадава од Демир Хисар ја имаш? Да, значи во зависност од временските услови, значи се одвивале, биле многу екстремни услови имало, значи планината е
страшна работа, посебно еврејка воен ден се менуваат 4 годишни времења. И во зависно од тоа ја планираме и рутата. Значи, снименале многу траси, меѓутоа атрактивни се еврејка, рудината Плаќанска планина и старите копови на рудникот Демирхисар, каде што се одржуваат и надпреварувачкиот дел. Еве денес имаме надпреварувачки дел во две категории, на джипови, кросери и така натаму, тоа ќе го објасниме покасно. Ова сега од не само на љубителите на екстремниот туризам, туку и на обичниот патник, на обичниот овој турист кој што ќе ја посвети Демирхисарскава регија. Попатно така речено, каде се секој оној човек кој што сака, кој е љубител на опровадот, кои знаменитости овдека што може да ги посети? Значи, Демирхисар изобилуваат како со манастирски туризам, така и со многу културни споменици од времето на византискиот период, потоа од периодот на Илинденското востание, значи овде се почетоци на Илинденското востание, тука ни е Смилево боишта и така натаму. Значи имаме објекти каде што може да престојуваат нашите граѓани, сите добронамерни кои ќе дојдат во Демирхисар, имаме прекрасни објекти, како што се можам да ги така нека не биде тоа како реклама, туку како стварно реално се. Значи почнувајќи од Смилево, го имаме таму музејот во Смилево, го имаме еден устилски објект Костенче, се движиме надолу во Демирхисар, прекрасни објекти во Демирхисар. Одиме во Стрепче, тука пред манастирот имаме горна куќа. Одиме, значи атрактивен сега најатрактивен дел тие Гара Ранч, јавање на коњи, етнотуризмот, значи зазема се поголем замав. Одиме нагоре после во Бабино, етно од Бабино. Во Стојштица ги имаме исто етно ресторан, Валавици и многу други, значи ќе ми опростат некои што не ги спомнав, меѓутоа тоа е тоа. Меѓутоа, джипијадата не би била комплетна ако ентузијастите од Сдруженијето Опрот, джипијада од Демирхисар не учествува и на другите джипијади кои што ги организираат ширум Македонија. Каде досега сте настапиле? Покрај ние што одиме и на секоја джип турнеја имаме гости од Битола, Битолската офроуд, од Охрид, Кичевчаните, од Прилеп, Скопје, од Соње и така натаму и возвратни посети имаме и ние. Значи каде што одржуваат, ние сме тука. Значи сни биле сакани цела Македонија и ги подржуваме сите кои што го сакаат овој екстремен спорт. Денешната рута, пошто секоја година се видоизменува, така речено. Денешната маршрута на джип турнеја 2024 година тргнуваме од Демирхисар, од платото на Домот на културата во Демирхисар, собирно место е тука. Од тука се движиме кон Стругово, Струговско езеро. Една многу прекрасна патека, значи имаме, го посетуваме манастирот Илиница во село Лесково. Тука се задржуваме кратко време да запалиме по една свеќа кај манастирот. Се движиме кон манастирскиот комплекс Свети Јован Слепечки и преку еден шумски пат се движиме кон местот на Добромирово и се движиме право во старите копови на рудникот Сапотница. Таму е организирана, значи направена е патека, екстремна патека за надпреварувачки дел, каде што имаме такмичење, пријавување на екипите и такмичарски дел. И тука ќе заврши, значи почеток кон 12 часот, завршуваме околу 2-3 часот и се движиме секој по својот пат. Зоране, имам еден предлог. Пред да тргнеме низ демирхисарскиве горостасни планини, полијани, пасишта, низатарите на неколкуте демирхисарски села, кои во себе кријат дел од многобројните историски збинувања,
кои чекаат да бидат откриени, да не бидат покриени од правта на заборавот, а дел од овие историски збиднувања кои се дел од парчево земја, која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој живее со векови македонски, тие избиднувања ќе ги преточиш во оваа документарна патописна репортажа, малку да го накитиме твојот олдтаймер, налик на другиве джипови и моторцикли, ми предложи Гоце Трпчевски Тито. Бива како не бива, ама под еден услов, ако може мојот олдтаймер ти најсетне да го испробаш, да го слушнеш одблизу што се вели брмчењето на моторот на оваа руска машина, овде по Мургашевскиве со качења и пачења, шеговито го замолив. Голема чест ќе ми направиш, јас одамна имам желба да ја испробам оваа руска машина што ја гледам саде на телевизорон, а верувај ми, машината на Камазов твој во моиве раце има како мачор да преде, малку ќе го поднагазам, не сакам да го посрамотиме изумот на товариш Јосиф Висарионович Сталин, ти ќе ја бркаш твојата снимателска работа со камерчето твое, а јас мојата шоферска, а да ти кажам, се гордеам што денеска ќе ти бидам личен шофер, налик како што тоа многумина на председателот Јосип Броз Тито му беа лични шофери. Почитувани мои, предлагам, дел од така да ја наречам оф-роад, како што велат србите Мургашевска траса, која во раните утински сати ја извози заедно со мене, со мојот долгогодишен сопатник, мојот Камаз, Гоце Трпчевски Тито, да проследите во предложение на оваа репортажа. Откако завршивме со успешната пробна, како што велат србите, вожња на мојот Камаз по Мургашевските со качења и пачења, и откако така народски да се изразам, мојот Камаз гордо и адреналински пропучи покрај, пак така народски да се изразам, построениот батаљон од разни оф-роад джипови и мотори и се паркира пак народски да се изразам, како што велат србите, на зачелјето на колоната, налик како тоа што го правеше Јосип Броз Тито во последно подготвената ложа секоја година на неговиот роден ден, 25 мај, попознат како Денот на младоста, на стадионот на Југословенската народна армија, каде што му се предаваше штафетата на младоста, носен од рака во рака од југословенските народи и народности, и откако забревтаните оф-роад машини и мотори му оддадоа посебна почит, мојот Камаз, пак така народски да се изразам, со ишарет го охрабри Гоцета Трпчевски да им се обрати како на шоферите на оф-роад джиповите, воедно на оф-роад моторџиите. Ена поведа. Прво да ја поздравам ова годинашна джип турнеја 2024 и да ви посакам уште многу понатаму. Денес сум овде да го славам животот, а не смртта на мојот сопруг, затоа што за мене и за моето семејство и за моите пријатели смртта е илузија и мојот сопруг никогаш нема да го заборавиме. Тони Матичот, како што го познававме, и нашиот пријател Доне Дрмонот, беа луѓе со многу големи срца, полни со ентузијазам, полни со енергија, љубители на животот, особено љубители на оваа манифестација. Иако денес не се меѓу вас физички, сигурна сум и знам дека ќе бидат со вас нивните души
ќе патуваат во оваа замислена рута, ќе поминат со вас, ќе шират позитивна енергија, ќе шират емпатија и сплотеност. Се надевам и сакам да се обратам до идните генерации дека од година со поубави реализации да ја негуваат оваа културна манифестација во ова наше мало градче, бидејќи како што гледате, животот е едно гледање, еден век. На крајот би сакала да се заблагодарам на организаторите на оваа културна манифестација и на вас като љубители на џип турнејата. Ви посакувам убаво да си поминете без пречки и препреки, со дружба, веселба и сплотеност. За крај би сакала уште еднаш, не само за мојот сопруг, не само за Тончо Дрмонот, туку за сите љубители кои што беа на оваа џипијада и не се меѓу нас живите, нека почиваат во мир, вечна му слава и никогаш да не бидат заборавени. Почитувани мои, откако учесниците на овогодишната Off-Road џип турнеја Демикисар 2024 година завршија со предпојдовните подготовки, карванот на џипови и моторцикли тргна по првата делница од 25 километарската траса од овогодишната Off-Road турнеја, која кривулесто се извиваше низ демихисарскиве горостасни планини, долини, полијани, пасишта, поминувајќи покрај многовековниот манастир Свети Јован Претеча, поранешното село Лесково во правец на манастирот Свети Илија. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од првата делница од 25 километарската траса, која водеше до рударските копови на поранешниот рудник за манган, да последите во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, откако учесниците на овогодишната Off-Road џип турнеја Демикисар 2024 година ја извозеја првата етапа од градот Демирхисар до поранешното село Лесково, до манастирот Свети Илија во должина од 10 километри, која кривулеста се извиваше по демихисарската планинска убавица Алиница, така народски да се изразам, малку позастанаа не само да ги одморат забрефтаните мотори на нивните џипови, туку да запалат под некоја свеќа за здравје во манастирот Свети Илија, а пророкот Свети Илија да им дари убав ден без дождови и силни грмотевици. Почитувани мои, предлагам со историското битисување на ова многовековно светилиште кое се наоѓа во некогашното село Лесково да ве запознаам во продолжение на оваа репортажа. Старата црква која денес е во урнатини е гробишен храм, сместен во долната мала на селото Лесково. Изградена е во почетокот на 19 век. Црквата е еднокорабна, со висок дрвен свод и полукружна апсида на исток. Џидаријата е од кршен пугиран камен, а отворите и венецот е од делкан бигор. Покривот е на две води со герамиди, а тој на апсидата е со камени плочи. На северниот и јужниот зид одвнатре има пиластри кои продолжуваат како ребра на сводот. Натрешноста е малтерисана, но без живопис. Иконостасот е изработен од дабови штици. На запад има трем со приземје и кат,
на влезот стои икона од пророкот Илија. Новата црква со истото име се наоѓа во местноста Илиница на 1,5 километар источно над селото. Таа е еднокорабна со моторисана и варосана фасада. До неја има чешма и помошни објекти. Обновена е во 1980 година врз темелите на средновековна црква со исто име, која веројатно била првата селска црква посветена на пророкот Свети Илија. Почитувани мои, по краткиот престој во поранешното село Лесково и во манастирот Свети Илија, карбанот од оф-роад джипови и оф-роад мотори продолжи останатиот дел од трасата во правец на стариот рударски коп на Манган, која кривулеста се извиваше низ демихисарскиве горостасни планини, долини, полјани, пасишта. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од втората етапа да проследите во продолжение на оваа репортажа. Гледајте и уживајте. Како ти е името? Банковска Александра. Од каде си? Демиргиса. А по потекло? Вирово. Од Вирово? Од Кевалајците? Кевалајца. Долги години си со Ќупјанова? Да. Кој ти е порив? Оголем период. Повеќе од 15 години. Шо е тоа? Кој е поривот? Поривот, адреналинот е во тоа што силата на возилото при екстремни услови во лоши места. Излегувањето на возилото. Сега одиме према Добромирово. Добромирово, да. Ај, со среќа нека биде патот. Почитувани мои, овдека се наоѓам во Демихисарско, овде се наоѓам на ова годишна 2024 господово лето, на ова годишна джип турнеја Демихисар. Полна ми е душата што е денеска на овој ден, на 8 септември, на независноста на мојата татковина на Република Македонија. Овдека се моите другари го имам ова знамето на Народно-освободителната борба која што од 1941 до 1944 година се ударни темелите на современа Македонија, која што, значи, тие темели траат речиси 80 години од ова современа Македонија. Тоа е знамето на партизаните, каде што со ова петокрака, каде што пишува 1941-1944 година, според каде ова знаме се виорело за време на Народно-освободителната борба и со ова знаме на 2 август 1944 година во Корчински се удели темелите на современа Македонија. Но ете, пак ја речам, нека ни е денот за години, денешниот 8 септември, независноста на Република Македонија. Да се здрави, живи мрци! Продолжуваме! Продолжувам. Така, исклучија. Зелано се фаќа? Да, само поле. Почитувани мои, се гордеам овдека со мојот другар, твојот име беше? Александр. Каде што со овај камазот, иако е обоен во сино, ама пишува Зделано во СССР. А исто така, ете, погледате и уживајте. Турнеја. Да се знае, ева го.
Не само да ме возат ама онај джипон нема прозорче да кажам право како од каубојски на филмови. Ник Слотер. А бе, ако не се држиш, ќе сподниш. Ник Слотер, тропски го рече. Да, бе. Але добро и тоа убаво е. Кој се буда ламби. Почитувани мои, покрај адреналинот кој силно извираше од учесниците, возејќи ги запревтаните машини, како на офроад джиповите, така и на офроад моторите, по трасата која кривулеста се извиваше низ демихисарскиве горостосни планини, долини, полјани, пасишта, нивниот адреналин силно извираше возејќи ги забревтаните машини, како на офроад джиповите и офроад моторите и во надпреварувачкиот дел, каде што јас си ги испробав моите офроад вештини со мојот КАМАЗ. Предлагам да го проследите во положение на оваа репортажа. Да не беше горница, да Научи за на онаму? Каси ви не пали. Пиздиве. Од главече од кај? Од главече од Охрид. Почитувани мои, со оваа аудиовизуелна туристичка пред се офроад разгледница, посветена на овогодишната демихисарска офроад джипијада, ја надополни мојата архива, се со цел сето тоа да им биде пренесено не само на љубителите на екстрем туризмот, туку и на сите посетители на демихисарскава регија, да остане запаметено во колективната меморија на младите генерации, за да не биде покриена од правта на заборавот, како дел од шведската етно-рурална туристичка мапа.